Ќе има ли одговорност за господинот Кочо Ангушев? Сега кажавте дека има 625 милиони инвестиции, од кои што господинот Ангушев во последното интервју каже 420 милиони биле реинвестиција, практично од претходните проекти, од претходните влади. Јас, знаете како сум транспарентен, но не знам на кој свет живеете вие. Вака ќе почнам да одговарам заради тоа што не знам какви нарачки и налози добивате. Јас ќе продолжам да бидам транспарентен до крај. Со се. Инвестициите. Како ве слушнав убаво, сега јас одговарам како што имате право да го конструирате прашањето како сакате, имам право да го конструирам одговорот како сакам. Ве слушав, ме слушајте. Не знам какви нарачки добивате, од кои центри на моги добивате. Странските инвестиции се 624,5 милиони евра. Се бележат исто како што се бележат од самостојноста на државата до сега. Зборуваме за странски директни инвестиции. За некој дури и да реинвестира добивка, некој му создал услови во овие 24 месеци. И тоа е за почит, и тоа се огромни резултати. Дупла се поголеми од така наречениот, фала Богу, Dream Team што си замина. 2011 најдобрата година беше 340 милиони. 624 милиони се. Односно 2,6 пати се поголеми од просекот од последните 8 години. Односно е нов рекорд во нашата земја. И тоа е резултат. Колку и да се засенува, тие бројки се потврдени од Централната банка, која што е независна, на предлог на бившиот претседател, имаме гувернер, кој што води таа Централна банка, и апсолутно за нас е само мотивација да продолжиме понатаму.